ДПМН е криминална партија, а случајот Феникс, кој вчера го обелодени полицијата, е уште еден аргумент повеќе. Никола Груевски и на него блиските од проектот Скопје 2014 украле 16 милиони евра, рекоат Социјалдемократскиот сојуз. Денешниот предмет е уште еден доказ дека Скопје 2014 е мега криминален проект, чија реализација имаше за цел богатење на одредена група на луѓе околу Никола Груевски. Замислете, група од ДПМН перела пари преку грбот на македонскиот народ, но перела пари преку грбот на великанот Гоце Делчев, преку Александар Македонски, цар Самуил, преку гемиджиите. Дали по вчерашниот последен случај објавен во јавноста, Христијан Мицковски ќе поднесе оставка, затоа што е лидер на криминална партија за чии функционери постојано се отвараат предмети за сторен криминал. Од ВМРО ДПМН на обвинувањата возвратија со обвинувања. Секојдневно сме сведоци на криминал во највисоките редови на власта. Од струшкиот градоначалник Рами Смерко никој не се оградува, а ниту Ковачевски. Никој не објаснува како внукот на Али Ахмети станал мултимилионер на 24 години и како други семејства на лица од власта станаа енормно богати. Стои во реакцијата од ВМРО ДПМН.